Meteo, Veles. Info Meteo Велес, 30 март, предпоследен ден од месец март, утре, последниот ден, што се однесува за временската состојба север и северозапад од Македонија. Еве гледаме дека постепено има големо нестабилно време во Италија, тоа потоа ќе се прошири во северните делови од Балканот, Словенија и претежно долж Јадранската ривиера. Гледаме жолта боја, зелена боја, но има и доста виолетова боја. Еве тоа можеме да го видиме, значи во Риека, Дубровник, Сплит, надоле према Црногорското приморје, делови од Хрватска, делови од Босна и Херцеговина, Црна Гора. Има значи доста изразено нестабилно време, силен ветер на повисоките места, снег, температурите ќе опаднат постепено и значи ќе има и доста грмотевици. Нормално веќе е пролет. Ете такво време ќе биде во текот на вечерните часови, утрешниот ден, денот, петок, исто така ќе има доста нестабилно време над Балканот. А што се однесува за Македонија, тоа малку во поширок кадар ќе го објаснам во следниве неколку минути. Значи видеото ќе трае малку подолго, меѓутоа сепак е добро да се објасни во детали. Ајде сега ќе одиме постепено за Македонија. И еве, што се однесува за Македонија, веќе во вечерните часови, доста попладни вечерните часови, од северозапад, запад ќе настапи поголемо наоблучување, што би донело и пообилни врнежи во северозападните, западните и југозападните делови државава. На високите места е можно да има снег, но тоа повеќе ќе биде некаде кај петок и сабота, кога ќе опаднат температурите. Знаеме, сината боја значи послаби врнежи, зелената боја значи поинтензивни врнежи. И гледаме дека во текот на ноќните часови и раните утрински часови према петок, врнежите постепено ќе се преместуваат и во останатите делови од државата. Нема да бидат многу силни за почеток, поизразени ќе бидат, еве гледаме, значи во западниот дел од државата. Потоа ќе има малку прекин преку денот, но во текот на попладневните, попладневи часови во петок ќе има доста изразено нестабилно време. Значи гледаме во Кочанскиот регион, Кривопаланечко, Штипскиот регион, потоа нестабилно време во Велешкиот регион, па можно е нешто и во Велешкиот регион, околу Велешкиот регион, Јужноскопскиот регион, Китка, Према, Солунска глава, Кичевскиот регион, Прилепскиот регион, Охридскиот регион ќе има нестабилно време. Тоа е значи за попладените часови во четврток, потоа нешто во петок ќе има малку прекин, за да потоа во текот на денот петок има доста изразено нестабилно време. И веќе ќе започнат оние грмотевици, оние пролетни грмотевици. Има на повеќе места, еве гледаме каде светкат грмотевици, во североисточниот и источниот регион, околу Велешкиот регион, потоа ќе има и во Охридскиот регион. Доста изразено нестабилно време со грмотевици би имало, значи, над Струмичко-Радовишкиот регион, Штипскиот, Кочанскиот регион, Беровскиот регион, Кривопаланечкиот регион, Делчевскиот регион, Светониколскиот регион, према Ѓуриште. Малку пауза ќе има, значи, во текот на петок, за да сабота повторно ќе има изразено нестабилно време на повеќе места во државава. Некаде врнежите, да напоменам дека може да бидат и порини, но краткотрени. Повторно нестабилно ќе има во југоистокот, на истокот од државата, Кавадаречкиот, Пелагонискиот регион, Битолскиот регион, ово кажам, значи, за во сабота. Потоа постепено ќе се поднабалуваат врнежите, но се уште ќе ги има и во текот на денот недела, понекаде, меѓутоа ќе бидат поретки и послаби. Се очекува поради падот на температурите на повисоките места да има врнежи од снег, значи некаде околу Скопскиот регион, Тетовскиот регион, Кичевскиот регион, Охридскиот регион, значи да има врнежи од снег, но снежната висина, да речем, надморска височина би се намалила на некои места и под 1200 и 1000 метри надморска височина. Значи снежната
висина би паднала и на пониско место, меѓутоа не се очекуваат некои куизне какви силни врнежи. Некаде може да има и микс дожд, снег и некаде на околу 800 метри, но во секој случај, значи тоа би се случувало се од вечерова, значи од четврток, па некаде до вторник. Потоа од среда да има постепено затоплување на времето. Што се десува за температурите, тие постепено ќе опаднат. Утре некаде до кај 18 степен, 19 степен, а во петок ќе има нешто поголемо затоплување, некаде до кај 22 степен ќе биде во петок. Веќе во сабота постепено ќе опаднат температурите, за да во недела и понеделник гледаме дека температурите доста ќе опаднат. Некаде до кај 13, 14, 15 степени, дури некаде и до кај 7, 8, 9, 10 степени би опаднале до кај вторник. Реков, од кај среда ќе има затоплување и стабилизирање на времето. Должно сме да дадам предупредување дека во текот на ноќните часови, посебно во утрешниот ден, гледаме дека од зелена преминува на жолта боја, па постепено и во темно портокалова боја. Ова е за брзина на ветерот, каде што на моменти ветерот во текот на утрешниот ден, посебно во петок, еве сега ќе видите на колку поголема територија од државата ќе зафати со силен ветер. Значи ветерот ќе зафати поголема територија од државата, ќе има темно портокало. Еве гледате, темно портокалова боја, пелогонискиот западниот дел и во останатите делови, каде што ветерот може да достигне брзина и некаде над 70 км на час. Ќе има и во текот на викендот, но потоа постепено ветерот ќе намалува својата брзина. Најмногу ветерот силен се очекува, значи, во текот на утрешниот ден, но не толку колку што ќе биде најмногу во петок и нешто во сабота. Метео, Велес.